Поздрав од студиото на Прва Скопска. Скопската зоолошка стана побогата за уште еден член. Станува збор за бебе мајмунче кое се роди токму таму. А повеќе детали за тоа и за плановите и новините во зоолошката ќе погледнете подоцна во вестите од интервјуто со Тина Мицковска, портпарол на Скопската зоолошка. Останете со нас, следуваат кусите најави од насловите за денеска. Отворени денови за универзитетите во скопските средни училишта. Зелен покрив на ГТЦ за поголема отпорност на Скопје и зголемена атрактивност. Акција за чистење на дивите депонии во Бутел. Со новите печати во пасошите нема да има потреба од дополнителните листови за патување во Грција. Скопската зоолошка доби нов жител. Причина плюс за голема посетеност на Зоо Скопје. Интервју со портпаролката Тина Мицковска. Од денеска почнуваат отворените денови за универзитетите во скопските средни училишта, со што се овозможува во секој училиште универзитетите да ја представат својата студиска програма. И со тоа на учениците, идните студенти, навреме да се запознаат и да го направат вистинскиот избор за студии. И оваа година во средните училишта во Скопје ќе се одржат така наречени отворени денови за универзитетите. Со ова се овозможува во секој училиште во 2 дена, секој од универзитетите да ја презентира својата студиска програма. Целта и идејата на овој проект е средношколците и идни студенти што е можно подобро и навремено да се запознаат со студиските програми на факултетите и универзитетите, за да го направат вистинскиот избор за упис во предстојната студиска година. Ова денеска го соопшти скопскиот градоначалник Петре Шилегов по посетата на средното училиште Гимназијата Орце Николов. Градот Скопје и годинава, поучен од минатогодишните многу добри, да не речам одлични искуства, започнувајќи од неделава, започнува со така наречените отворени денови за универзитетите во средните училишта во нашиот град. Оваа година, имајќи го предвид искуството, ја подобруваме програмата и овозможуваме во секој училиште во 2 дена секој од универзитетите во Македонија да презентира својата студиска програма. И тоа поделени сме во првиот ден да идат така наречените природни науки, односно факултетите со природни науки, а во другиот ден од така наречените општествени науки. Нашата цел, нашата идеја е студентите, идните студенти, односно средношколците, што е можно подобро и понавремено да се запознаат со студиските програми на универзитетите, односно факултетите, како би можеле да го направат вистинскиот избор за упис во предстојната студиска година. Директорот на училиштето Митко Димовски информира дека во текот на денешниот и утрешниот ден најавени се 20 на факултети и универзитети, распределени во 4 до 5 училници. Учениците ќе имаат можност да се запознаат со студиските програми и со начинот на аплицирање на факултетите, рече Димовски, и додаде дека околу 290 средношколци ќе завршат годинава. Во текот на денешниот и утрешниот ден најавени се некаде околу 20 на факултети и универзитети, распределени се во 4, односно во 5 училници, така што учениците ќе имаат една убава можност да се запознаат одблиску со студиските програми и со начинот на аплицирање во тие факултети. Во Скопје има 22.000 средношколци, а од нив околу 5.000 годинава ќе го завршат своето образование. Засадување 12.000 нови садници на територијата на Скопје и најавената изградба на зелен покрив на градскиот трговски центар се дел од покрупните активности годинава. Целта е поголема заштита на животната средина, заштита од климатските промени и зголемување на отпорноста на Скопје. Од градот во моментов ги преземаат сите административни процедури околу проектот за зелен покрив на ГТЦ. Зелениот покрив кој треба да биде изграден на градскиот трговски центар ќе овозможи поголема заштита на животната средина, заштита од климатски промени и зголемување на отпорноста на Скопје. Проектот се реализира со цел да се зголемат зелените површини во главниот град за еколошки почист, функционален и урбан град за граѓаните. Градот Скопје во моментов ги презема сите административни процедури околу реализацијата на проектот за изградба на зелен покрив на градскиот трговски центар. Откако ќе бидат склучени сите договори со институциите, ќе се пристапи со јавна набавка на проектната документација за изведба на овој проект.
Изградбата на зелениот покрив на ГТЦ би ги решила и досегашните маќи до кенџиите од горните катови, кои имаат проблеми со прокеснување при поголеми дождови. Реализацијата на овој проект ќе овозможи севкупно зголемување на атрактивноста на градскиот трговски центар во наредниот период. Зелениот покрив на ГТЦ би имал многу позитивни ефекти. Зголемената фреквенција на граѓаните како резултат на достапниот покрив би овозможила покачување на атрактивноста на доќаните што се лоцирани на двата горни ката на градскиот трговски центар. Јавното предпријатие Комунална хигиена почна акција за чистење на дивите депонии на територија на општина Бутел. Акцијата почна во близина на трафостаницата кај Скопската обиколница, а градоначалникот на Бутел Смилевски и директорот на Комунална Шабани упати апел до граѓаните за совесно и правилно да го одлагаат отпадот. Во општина Бутел денеска почна акција за чистење на дивите депонии во рамките на неделата за подигнување на јавната свест на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Почетокот на акцијата се одвиваше во близина на трафостаницата кај големата клучка на Скопската обиколница, каде што директорот Абдусамет Шабани и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски им се обратија на граѓаните со апел совесно и правилно да го одлагаат отпадот, со цел да се спречи создавање на диви депонии. Градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека во наредните 2 дена ќе бидат исчистени сите помали и поголеми депонии на територијата на општина Бутел. Благодарение на градот Скопје и комуналното предпријатие со нивната механизација, во наредните неколку дена ќе ги исчистиме сите овие точки и воедно апел, молба до граѓаните на општина Бутел да не ги повторуваме оние работи кои што во изминатиот период ги правевме, пунење значи со шутеви и кабасти отпади сите делови од територијата на општина Бутел. Воедно и ги замолувам граѓаните, бидејќи често пати нашите комунални инспектори среќаваат луѓе кои што фрлаат шутеви од други општини, да ја информираат општината за да можеме во иднина таквите работи да ги отстраниме и да граѓаните на општина Бутел живеат убаво. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Шабани истакна дека оваа акција се одвива на целата територија на град Скопје, а граѓаните треба да ја сватат важноста на овие пораки, со што ќе разберат дека заштитата на животната околина зависи од нивниот однос кон отпадот. Денеска заедно со градоначалникот господинот Велимир најавуваме дека црните точки, црните дамки во одредени општини полека да ги елиминираме. Се со цел медиумите, граѓаните, невладините организации, основните, средните училишта, факултетите да ни помогнат во овие акции, се со цел полека граѓаните отпадот да го одлагат таму кај што им е местово. Инаку на територијата на општина Бутел има неколку црни точки освен посочената, каде што постојано несовесно се фрла смет, шут и друг цврст отпад, а тоа се депониите на улица Александар Урдаревски кај домот 25 мај, на Боца Иванова кај градските гробишта, на Цетинска кај новиот булевар Христијан Тодоровски Карпош и во руралниот дел Боринарец на излезот од Љуботенски пат према Љуботен. Овој пасош е сопственост на Република Северна Македонија. Вакви печати почнаа да се ставаат на пасошите на македонските граѓани кои преминуваат границата. Печатот е тројазичен на македонски, англиски и албански јазик. И ова е привремена мерка се додека не започне издавањето на новите пасоши на кои ќе стои новото уставно име Република Северна Македонија. Издавањето на патните исправи со новото име треба да започне кон крајот на годинава. Печат со новото име Република Северна Македонија почна да се става во пасошите при влез и излез од државата, во согласно со спроведувањето на обврските од договорот од Преспа. МВР во согласно со одлуката на меѓуресорската група се задолжува да ги преземе сите потребни мерки и активности за спроведување решение во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање нови патни исправи.
Издавањето на новите пасоши треба да почне од крајот на 2019 година, а во преодниот период МВР при влез и излез на граничните премини во постојните или новоиздадените патни исправи ќе става печат, со што ќе појасни дека патните исправи и припаѓаат на Република Северна Македонија. Замената на патните документи со новото име на државата ќе бидат на трошок на граѓаните. МВР треба да ја почне постапката за набавка на нови патни документи, а старите документи остануваат во важност до истекот на техничкиот рок утврден со договорот од Преспа, а тоа се 5 години. Ова значи дека секој граѓанин во рамките на редовната постапка, кога ќе го менува пасошот, ќе го добие новиот и ќе ја плати цената што е редовна за замена на патните исправи. За патување во Грција повеќе нема да има потреба од дополнителниот лист, а нашите државјани ќе треба да приложат само пасош во кој стои печатот на Република Северна Македонија. Од МНР информираат дека дополнителниот лист повеќе не важи. При влез и излез од Грција, тамошните погранични служби досега печатот наместо во патните исправи го ставаа на дополнителниот лист. Листот повеќе нема да важи, а печатот ќе се става во патните исправи, но се чека и официјално известување од грчкото МНР до надлежните служби, пошто ќе почне и практичната примена на оваа одлука. Во Скопската зоолошка градина се роди мајмунче од видот Белора гибон, соопштија од зоолошката градина. Мајката на мајмунчето се вика Бетка, а мајмунчето се уште нема крзно. Повеќе информации за новиот жител и за плановите на зоолошката ќе слушнеме од интервјуто со Тина Мицковска, портпаролка на Скопската зоолошка. Сончевиот викенд, новите животни и новите живеалишта беа причина Скопската зоолошка градина викендов да биде полна со посетители. Но причина плюс беше и тоа што зоолошката градина во Скопје доби нов жител, односно се роди мајмунче од видот Белора гибон. Белоракиот гибон е ендемски вид, а бебињата се раѓаат без или со многу малку крзно. Бебето гибон во првите месеци подсетува на вонземјанче, а во прегратките на мајката може да седи и до 9-месечна возраст, изјави Тина Мицковска, портпаролката на зоолошката во Скопје. Тина во разговор за Прва Скопска ги открива и плановите за зоолошката градина во наредниот период. Се наоѓаме во Скопската зоолошка градина и поводот за нашата посета овде е новиот жител на зоолошката градина, а за тоа подетелно ќе ни објасни нашата соговорничка Тина Мицковска, портпарол на зоолошката. Тина, ќе ни кажете нешто поточно за новиот жител на Скопската зоолошка градина, нешто повеќе за од кој вид е мајмунчето, нели, за што поконкретно станува збор? Еве јас како портпарол на животните, нивниот глас во јавноста, ќе кажам дека имаме мало бебенце од видот Белорак гибон. Тоа се човеколики мајмуни кои што живеат во Индонезија, во Суматра, особено таму по полуостровите и островите. Ендемски вид се, значи живеат само во тој предел, ги имаме тука во Скопската зоолошка градина. Интересно е што нивната сила како на Ахил, кој што му беше во питата, нивната сила е во рацете, се доста интересни, значи можеме чисто ги забележиме како се бесат по дрва, но се и големи акробати, одат по јажа, овде тоа може да го видат посетителите летно време на езерцето каде што е нивниот дом. Бебето има околу 4 месеци, моментално си со мајката, во незината приградка остануваат и до 8-9 месеци. Значи цело време се приврзани за мајката додека не порасне, додека не станат самостални, затоа и денеска не можеме да го снимаме, не можеме да го видиме, но се надевам дека наскоро ќе излезат надвор, веќе се стопли уште малку времето и посетителите ќе имаат можност да го видат. Викендот имавме доста високи температури, имаше ли голема посетеност Скопската зоолошка градина? Да, за среќа доживеавме вистинска пролет, сите луѓе беа позитивно расположени, па така и овде имаше огромна врволица на луѓе, значи околу целата недела, заедно со викендот имавме околу 30.000 луѓе, што е навистина одлична бројка, но сепак ќе кажам дека зоокултурата треба малку да се поправи. Има луѓе се уште што ги хранат животните? Да, за жал и покрај сите опоменувања и покрај сите кажувања дека ќе воведеме казни, се уште има луѓе кои што не знам зошто го прават. Тоа навистина не можам да сватам бидејќи е доста штетно за животните, значи се случуваат дигестивни проблеми и мислам дека редна веќе да се стави крај на тоа. Имавте една кампања Креирај и донирај, ми се чини така се викаше, нешто повеќе околу тоа ја најавивте, се спроведува, што се случи?
Па да, дојдов до идеја да направиме една кампања за разубавување на зоолошката, односно секој кој што сака да помогне да се вклучи во кампањата да може да креира или да донира за зоолошката градина. Еве досега неколку продавници за овошје и зеленчук ни донираа храна за животните, потоа доста продавници што се за бои ни донираа бои, имаме луѓе кои што се пријавија, графиджи, уметници, луѓе што цртаат мурали. Значи навистина ќе направиме зоолошката да биде едно прекрасно каче, целата шарена, и ви повикувам повторно доколку некој гледа, не прочитал до сега за кампањата, сака да се приклучи, слободно може да го направи тоа, да се јави во зоолошка, да ни пише на Facebook и да се вклучи во кампањата да помогне. Нешто еве за крај, идни планови, некои новитети дали планирате да воведете? Секако да, од пролет не чекам многу работа, затоа сега работиме кампањата додека сме послободни. Инаку доаѓаат фламинга за прв пат во Скопската зоолошка, за прв пат во Македонија. Веќе се подготвува нивното живеалиште, најавени се зебри, нови антилопи, се враќа коко заедно со уште тројца пријатели, тука позади нас е и живеалиштето. Потоа имаме динопаркот е при крај припремата, значи тоа ќе биде нешто ново интересно. Мислам дека на Балканот воопшто нема толкав динопарк, обично секаде има по 10 диносауруси, кај нас ќе има 41 вкупно во природна големина, што мислам дека ќе биде најголема атракција оваа пролет. Тина, јас ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ова не е прво бебе во зоолошката градина, бидејќи и претходно имаше едно мајмунче, потоа едно јаре, а веројатно ќе има и многу други принови. Зоолошката градина во Скопје е основана во 1926 година. Располага со 495 животни од 96 вида, и тоа цицачи, птици и влечуги. Зоолошката е отворена секој работен ден од 9 до 18 часот. Анкета за мнозинството граѓани се важни вообичаените вакцини кои се примаат во земјава. Филмот Медена земја со домашна премиера на 12 и 13 март на фестивалот Македокс. Од утре ќе се гради снежниот град на Попова шапка. Концерт во Македонската филхармонија, насловен Моја љубов. За големо мнозинство од граѓаните, односно 89,7%, целосно или донекаде се важни вообичаените вакцини кои се применуваат во земјава, покажува анкетата спроведена од МЦМС, Македонски центар за меѓународна соработка, во врска со актуелната состојба со епидемијата на морбили. 69% од граѓаните се загрижени дека може да избие епидемија не само на сипаници, туку и на други заразни болести. Според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка во врска со епидемијата на морбили, за тоа колку се важни вакцините кои се применуваат во земјава, за големо мнозинство од граѓаните, односно 89,7%, целосно или донекаде се важни вообичаените вакцини што се применуваат во земјава. Висок е процентот, односно 86,3% на оние кои сметаат дека целосно или донекаде е важно родителите да ги вакцинираат децата. Околу 69% од граѓаните се загрижени дека може да избие епидемија не само на сипаници, туку и на други заразни болести. Речиси 2/3, 59,2% целосно или делумно се согласуваат со привремената мерка на Министерството за здравство за забрана на прием на деца што немаат примено МРП вакцина во градинките, соопшти МЦМС. Големо мнозинство од граѓаните, дури 69,7%, како што покажува анкетата, целосно или донекаде се загрижени за несаканите дејства од вакцините, но 86,6% рекле дека немаат искуство со некој што имал несакана реакција на вакцина. Такво искуство имале 8,0% од испитаниците. Прашани за тоа дали веруваат дека постои поврзаност помеѓу вакцините и аутизмот, 9,8% целосно се согласуваат, а 16,7% воопшто не се согласуваат. Вкупно 71,9% од испитаниците целосно или донекаде се согласуваат дека доколку некое дете не е вакцинирано, други деца се изложуваат на ризик од болест. Повеќе од половина од граѓаните или 54,6% сметаат дека со одлуката на родителите да не ги вакцинираат децата, тие ги изложуваат на ризик и децата и целото општество, додека 1/3, 33,1% сметаат дека родителите треба да имаат право да одлучат дали нивните деца ќе се вакцинираат или не.
Од утре почнува да се гради снежниот град на Попова шапка, а на 24 овој месец свечено ќе биде отворен снежниот град за сите посетители. Манифестацијата Снежен град, која е во организација на Детскиот културен центар Карпош, се одржува по 42 пат. По 42 пат, од утре до 24 овој месец на Попова шапка ќе се одржи традиционалната детска манифестација Снежен град 2019, на која ќе учествуваат ученици од основни училишта од Скопје, Куманово, Виница и Тетово. Како што информира организаторот на манифестацијата, Детскиот културен центар Карпош Скопје, екипите се составени од по 10 деца со свој ментор и тие со потребните алатки ќе ја градат својата скулптура и ќе ја прикажат својата креативност и умешност. Децата кои учествуваат на Снежен град, користејќи својата фантазија, се вистински уметници кои си играат со снегот и го претвораат во објект кој што тие си го замислиле. Веруваме дека, како и секоја година, ќе направат впечатливи уметнички скулптури, велат од Детскиот културен центар Карпош Скопје. Во рамки на манифестацијата ќе се одржат и други активности од забавно-рекреативен карактер, како избор на снежна убавица, спортски игри и надпревари во пинг-понг, билјард, шах, училишна квизотека, пикадо, снежен крос, најсладка бомбона, снежно бинго, бал под маски и забава во дискотека за учесниците. На 24 февруари во 11 часот свечено ќе биде отворен Снежниот град за сите посетители кои сакаат оваа уметност да ги разгледаат ремек делата на малите креативци направени од снег. Популарни музички теми, инструментални и вокални композиции од познати филмови ќе бидат на програмата на концертот Моја љубов во Македонската филхармонија што се одржува вечерва. Концертот требаше да се одржи на 14 февруари, но поради денови на жалост тој беше одложен. Оркестарот ќе го води диригентот Боријан Цанев. Македонската филхармонија вечерва го одржува концертот Моја љубов посветен на денот на влюбените. Концертот требаше да се одржи на 14 февруари, но се одложи за вечерва поради трагичната сообраќајна несреќа и прогласените денови на жалост во земјава. Под диригентство на маестро Боријан Цанев ќе бидат изведени популарни теми, инструментални, но и вокални композиции кои се искористени во култни филмски остварувања, а кои пеат за љубовта, страста и влюбеноста. Како солисти ќе настапат вокали Огнена Танасовски, Светлана Јовановска и Надежда Рубен, труба Трајче Велков и саксофон Иван Иванов. Љубителите на добрата музика ќе имаат можност да ги слушнат вечните композиции, филмски теми. За оригиналните оркестрации, специјално направени за овој настан, се погрижи македонскиот врвен композитор Владимир Николов. Музиката ќе биде збогатена со танцот и кореографијата на Ивана Коцевска и Јована Зајкова, како и со уникатен светлосен дизајн. Утре ќе преовладува сончево време со слаб југоисточен ветер. Минималната температура ќе се движи од -3 до 3 степени Целзиусови, а максималната температура од 12 до 17 степени. Во Скопје утре температурата ќе достигне 15 степени. В среда ќе се движи од 2 до 14, четврток од 2 до 13 и петок од -2 до 11 степени. И уште една информација за крај. Од полноќ поскапуваат бензините, а цената на дизелот останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, новата цена на Евросупер 95 се зголемува за половина денар, а Евросупер 98 за 1 денар. Од полноќ Евросупер 95 ќе се продава по цена од 62,5 денари за литар, а Евросупер 98 за 64,5 денари за литар. Цената на дизелот останува 60 денари. Новите цени на горивата ќе важат во следните 2 недели. Тоа беше и последната информација за денеска. Јас ви благодарам на вниманието. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!